Дали можеби би коалицирале со Максим Димитриевски или со Стефчо Јакимовски? Па гледайте, Максим Димитриевски е долгогодишен поранешен член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тој во текот на своето политичко делување одлучи да формира своја политичка партија. На минатите локални избори во градот Куманово тој беше поддржан од опозицијата на државно ниво, односно од ВМРО ДПМН и од некои други политички партии, и на тој начин успеа да го добие мандатот за градоначалник, односно да извојува победа за градоначалник, и после тоа формираше своја политичка партија. Не би можел во моментов да ви кажам во делот на коалицирањето или со политичката партија која што ја предводи градоначалникот на Куманово, или со други политички партии со кои што не сме коалицирале, со оглед на тоа дека тие во своите настапи сакаат да направат диференцијација од тоа што биле цел живот. И има една работа, знаете на што ме потсетува тоа, кога вие својата кампања ја базирате на тоа да бидете против своите. Имало такви искуства и во минатото, политички партии кои што произлегувале од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, меѓутоа на крајот пак завршувале или во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, каде што им било и местото, или во коалиции со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Има една анегдота која што ја кажува поранешниот председател на Соединетите Американски држави Роналд Реган. Имало некој човек кој што сонувал постојано број 5. И секоја вечер сонувал број 5, а бил при тоа и страствен љубител на обложување на трки со коњи. И тргнувајќи од фактот дека сонувал број 5 цело време, вели 5 е сигурно среќен број за мене. И отишол на една од трките кај што живеел во Соединетите Американски држави. И сите пари кои што ги имал ги ставил на трка број 5, на коњот и џокеот во стаза 5, па и коњот се викал 5 по 5. И на крајот вложил се и коњот нормално завршил на 5-то место. Така да отприлика така завршуваат тие ситуации во кои што човек се клади против своите. Така да видиме како ќе бидат изборите.